Под куполата на бесмртните, како што се нарекува Француската академија, во овој момент е церемонијата на која најеминентниот македонски драматург и писател, промотор на франкофонијата и реномиран европски интелектуалец Јордан Плевнеш, како што го нарече прездателот Стево Пендаровски во писмото патено до вечниот секретар на Француската академија Елен Кариер Данкос, му се доделува наградата Гран При, што го носи името на Анри Делуен за афирмација на неговиот творечки опус во Франција и интернационалниот франкофонски простор. Во очи на церемонијата на доделување на наградата за животно дело на Јордан Плевнеш, за која иницијативата ја поднесе Универзитетот Пантеон Аса Сорбона 2, каде што Плевнеш веќе 5 години одржува серија на предавања за светската драматургија и театар во рамките на постдипломските докторски студии, председателот на Универзитетот Стеван Браконие ја истакна големата сатисфакција на оваа институција од тој академски чин кој ќе ја продолжи со нови творечки достигнувања долгогодишната високообразовна соработка меѓу француските и македонските универзитети. Како што е познато, Плевнеш живее и твори во Париз повеќе од 3 децении, каде што беше и амбасадор на Република Македонија. Тој е автор на десетина драмски дела пишувани на француски јазик и играни во Европа и во светот. Неговата драма "Среќата е нова идеја во Европа", за која пишувале водечките светски медиуми New York Times и Guardian, во рамките на Балканската трилогија заедно со делата на Данило Киш и Мирко Ковач е играна во 120 театри во Франција. Во контекст на доделувањето на наградата на Јордан Плевнеш, Универзитетот Пантеос Аса Сорбона 2 објави специјална брошура посветена на македонскиот драматург и писател, на чии 80 страници се прави осврт на неговото творештво и дело.